Добро утро, следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за седмата уметност, за магијата на големото платно, за неговото височество филмот. Бидејќи, како што рекол Стив Мартин, сите животни загадки се решени во филмот. Го најавуваме и меѓународниот филмски фестивал, што на крајот на месецов ќе почне да се одржува во Дојран. Во студиото ни доаѓа професорката од Факултетот за драмски уметности Мими Ѓорговска-Илиевска, но почнуваме со Даниела Станковска Плачковска за филмот и за филмската писменост во Македонија. И велам добро утро на Плачковска од Европа Прима. Добре дојавте во Телма. Добро утро и на вам и на вашите гледачи, и ви благодарам на поканата, како и голема благодарност што стапувате простор за оваа значајна тема филм и филмска писменост. Така, филм и филмска писменост. Вие сте автор на неодамна промовираната книга во Македонија. Што ве поттикна да се посветите токму на филмската писменост? Имате чувство дека заостануваме на некој начин кога станува збор за писменоста, свеста за оваа важна гранка на уметноста или пак нешто друго? Во филмскиот сектор сум активна повеќе од 16 години. Некако спонтано и се отвори еден мал простор каде што веќе трета година сум активна во мрежата за медиумска писменост, каде што на моја иницијатива се формираше работна група за филмска писменост, како четврта хоризонтална структура на мрежата за медиумска писменост. Сега, како што кажавте, она кое што информациите воспримија и до мене како личност, но и до мене како проактивна во овој сектор е дека се имаше многу мала јасност за веќе одамна образовниот потенцијал за филмот, кој што некако адхок или многу намалено се применува во формалното образование. Па токму во таа насока, значи со моето иницирање, како што кажав, на работната група и со сите оние активности кои што следеа, како и со оваа книга, давам една поголема јасност за филмската писменост како форма на писменост, која што проактивно во оваа деценија заедно со медиумската и дигиталната писменост се активни во јавниот дискурс, не само на домашна сцена, туку и интернационално, а се во насока да обезбедат еден разигран пристап, посебно во делот на образованието, каде имаме многу општествени предизвици, но и нови потреби на децата и на младите, кои што се дел од секојдневниот мултимедијален свет и така наречената дигитална реалност, која што се побрзо и побрзо со развојот на технологијата наметнува потреба за развој на вештини и компетенции кои што влегуваат и во културата и во критичниот сегмент, односно развој на културни, критични и креативни вештини. Бидејќи во книгата станува збор за употребната вредност на филмот. Точно. Веројатно тука имате и диагноза на нештата за да дадете насоки, односно да дадете осврт и диагноза на нештата. Каков е вашиот личен впечаток како автор на книгата? Дали заостануваме кога станува збор за филмската писменост? Нешто што ни се случува и кога зборуваме за медиумската писменост? Како стоиме во споредба со соседите, со останатите нации? Како зрееме како нација кога станува збор за филмската уметност? Со филмската уметност назадуваме и со законодавни и со незаконодавни иницијативи. Во делот на медиумската писменост имаше придвижување, но некако медиумската писменост не само како форма, туку како и концепт во себе го восприми самиот филм како еден медиум. Ние со овие текови, односно јас со овие текови сакам да ја одвојам, иако вмрежано таа може заемно да се применува, со тоа што филмската писменост како посебна форма и како еден претходник на медиумската писменост го актуализира филмот како уметност, како медиум за комуникација, но и како сектор и индустрија, кој што, како што кажав, освен влијание во делот на описменување, учење, прогресија во самото учење, воедно доколку се примени по конкретен пристап и согласно конкретна методологија, може и постепено пред се тука се опфатени учениците од основното и средното образование. Да, токму тоа е нешто што во една глава се осврнувате, потребата, односно идентификувате потреба во современото образование, филмот и филмската уметност да се вклучат во формалното образование. Да, како пристап за секој... Од кое оделение според вас би требало? Од прво оделение, дури можеме и во ран развој. Зашто? Затоа
што Зошто е тоа битно сите мали деца од прво одделение да учат за филмот и филмската Затоа што многу се визуализирани, значи визуелниот фрагмент им дава појасна слика и не се еден разигран пристап кој што е воедно и забавен, многу често децата го разбираат и сакаат да го гледаат, може воедно не само содржински, туку и да ги потикне, нели, со правилни методи да создадат и конкретно, да добијат конкретно знаење или пак да создадат вештина. Затоа и реков постепено, значи убаво е првенствено како културно искуство, каде што ќе им развиеме љубопитство, но и ќе им ја разбудиме љубовта, ќе им дадеме еден поширок спектар на тоа што представува филмот, ќе ги запознаеме дека не постојат само блокбастери, актуелни филмови, туку многу е значено да знаат за домашната кинематографија, за европската кинематографија, за филмското наследство, за институциите кои што се активни во овој сегмент. Тоа и практично, не само што теоретски го напишавме, и практично ние се одредени активности го покажуваме. Например, во првата активност се гледам. Па овие не се поддржани активности, поготово овие што се кои што ги реализирав 2024, иако оваа активност 2022 беше поддржана од пошироки засегнати чинители, каде што тука го искористивме, вклучивме ученици од 6 до 9 одделение, тука го искористивме филмот, пред се европскиот филм како уметност и медиум за комуникација, преку кој пренесовме една порака, но и ја подигнавме свеста кај учениците за конкретни општествени теми, и тоа булинг, видеоигри и живот со лица со попреченост. На каква беше реакцијата на младите? Одлична беше. Како реагираат на таа новина? Затоа што направивме еден многу поинтересен пристап, значи не гледаа само, нема само киноискуство и не уживаа само во киномагијата, туку по завршување на филмовите со психолози разговараа на конкретните теми, каде што увидовме дека не само што ја примаат информацијата, туку ја примаат и пораката, дури и во размислувањето идат и чекор многу понапред. Дискусиите беа одлични, децата покажаа голем интерес не само за филмовите, имавме 2139 ученици од 6 до 9 одделение од 20 основни училишта од Скопскиот реон и одлично помина таа акција. Тука, значи, преку филмот критички малку влијаевме врз она нова публика која некако како да ја изгубивме во последната деценија, иако постојат одредени неформални активности кои што се насочени кон развој на публика, никако како да не ги познаваме доволно вкусовите, но и потребите на овие нови генерации. Па така не само што ги потикнуваме да учат, туку и ние учиме од нив што е она потреба и каде треба правецот да го движиме и во нашата кинематографија. Во она кое што, бидејќи гледам дека идат самите фотографии, во делот пред промоцијата и по промоцијата на книгата, исто така реализирав и организирав палета на активности во кои што се вклучија многу помагатели, но исто така беа без финансиска поддршка. Тука филмот како уметност го ставивме во фокусот, и при тоа низ активност која што беше поврзана со студијата за специјални ефекти FX3X, им покажавме на учениците како дигиталната писменост се поврзува со филмската писменост и со филмот, и како можат паметно да ги користат и технологијата, но и оние уреди кои што секојдневно, значи, се многу активни и многу често користени од нивна страна. Кога станува збор за филмското образование, какви се состојбите во Европа, како е поставено филмското образование во оваа таму? книга е дадено еден преглед кој што опфаќа период од 2011 до 2021, значи постојат позитивни примери во кои што во некои земји веќе филмот и филмската писменост се внесени како посебни предмети во основното и во средното.
образование. Пред се, значи, тука се покажува францускиот модел, се покажуваат одредени други модели кои што врз основа на заеднички проект со повеќе европски земји, значи веќе се создадени алатки, платформи преку кои не само филмот како уметност, туку и како дидактичко помагало, наставно помагало може да го користат наставниците со помош на едукатори и насочувачи во тој сегмент. Велат дека младите учат најлесно и најбрзо, што е со возрастните, оние кои немавме можност, зборувам и за оваа средна генерација, кои немавме можност формално да се образуваме за филмот и за филмската писменост, па ете учевме сами или од рецензиите на филмските критичари кои порано ги имаше многу повеќе и почесто можевме да читаме критики за врвните светски филмови, филмски достигнувања. Каква е нивото на писменост на повозрастните во Македонија и како да научат тие, како да се подобрат работите во меѓу таа популација? Тоа е еден целосен системски пристап. Агенцијата за филм во која што сум активна од почетоците идеше преку еден системски пристап не само да образува нова публика, туку и да ги привлеча и оние други возрастни категории да проследуваат не само домашната кинематографија, туку и европската преку филмските фестивали кои што навистина се доста активни и ја шират таа филмска култура. Но сепак некако одредени текови застана, капацитетно говорам во делот на киносали и она кое што се дигитални екрани, малку значи се случува некој застој. Потребни се иницијативи во тој дел за да се развие целокупниот систем, вклучувајќи ја и таа филмска критика која што не само ќе доаѓа од оние филмски професионалци, туку и ќе доаѓа од обичниот поединец кој што едноставно ќе даде свој еден осврт на тоа како ја воспримил одредената порака која што ја примил преку приказната и дали критички нели да настапи и да даде своје мислења, дали тоа му се допаѓа или пак очекува нешто многу повеќе. Добро, пораките од вашата книга и генерално од актерите вклучени во филмската индустрија, рековте филмот како индустрија, не само како уметност, и генерално од уметниците, од режисерите, од актерите, кои би биле сублимирани во едно сиже, кои новите институции сега кои се во формирање, односно веќе се формира, би требало да сугерирате од прво оделение посебен предмет филм и филмско образование, што друго треба да се направи за филмот да се врати на пиедесталот од времињата на Манаки или можеби Фросина или некои убави времиња кога станува збор за филмот и ако може воопшто да зборуваме за такви. Знаете како во оваа книга јас не можам да дадам рецепт некој за целокупните текови, затоа што оваа книга беше насочена пред се кон учениците, кон основното и средното образование и тука не случајно се опфатени 7 препораки кои што се еден ориентир за полесно воведување на филмот и филмската писменост во рамките на формалното образование, како што кажав, да не биде по потреба и адхок, туку да биде навистина поврзано со она што е наставна програма и она кое што е вистинска образовна потреба, земајќи го в предвид образовниот потенцијал на самиот филм. Во однос на другите текови, потребно е да се направи една целокупна анализа, да се увидат состојбите, да се види гледаноста како се движи, да се направат одредени текови поврзани во делот на дистрибуцијата на филмови, затоа што знаете дека генерално колку ќе бидат распространети филмовите зависи од капацитетите инфраструктурни, но воедно и од оние чинители кои што ги земаат тие права за прикажување и ги прават достапни не само домашните филмови, туку и европските и странските нели блокбастери. Така да потребен е системски пристап и потребно е сите засигнати чинители, како што викаме тука, да отворат еден поширок структуриран диалог и да се приоритизираат конкретните цели кон кои ќе се насочат сите институции кои што сега се активни и веќе придонесуваат во конкретни сегменти на развој на филмската дејност. Видно е дека од 2008 година постојат скалила кои што и резултати позитивни кои што
се покажува дека не само што не заостануваме продукцијски, туку и не заостануваме во механизмите на поддршка, каде што веќе сме атрактивни. Зошто се тогаш филмаџиите постојано незадоволни? Ајде вака да го свртам прашањето. Од Милтон Манаки ерата нивна наваму, преку Фросина, првиот филм во тогашната СФРЈ, па ќе пропуштам секако некој меѓу од Срекна нова 49-та, Тетовирање, оние самоуништување или како беше приречник за самоуништување во 90-тите години, па до Стела и Кајмак сега најновите. Имаме подеми и падови, меѓутоа постојано некое незадоволство или нешто тлее во филмската индустрија. Велите немате едноставен рецепт што треба да го кажете. Дали одговорот секогаш во парите? Нема пари? Не е секогаш во парите, во приоритетите и во стратешките цели. Филмската дејност мора да се развива како една целокупна дејност, а не само во делот на производството. Значи, тенденциите на развој мора да идат напоредно едни нели со други. Така да ќе се произведе филм, но мора да постои целосен ланац каде тој ќе се пласира и како поблиску ќе стигне до публиката. Сега дигиталните технологии веќе отвараат и нови прозорци, нови можности за прикажување на филмови, така да мора тука и да биде проактивен и самиот сектор, не можат самостојно институциите. Секако парите се важни, ова е скапа уметност и генерално е комплексна, значи таа не може да се создаде така што поединецот самостојно ќе го создаде филмското дело, тука е сплет на повеќе чинители од креативниот и од техничкиот сегмент. Така да потребно е диалог, потребни се приоритети и потребни се стратешки цели каде ќе се движи филмот и потребно е континуитет. Зреме 3 децении, постојано од време на време ќе се јават продуцентите филмски со одредени незадоволства, дали протести, дали писма. Последното такво беше пред еден месец нема, каде што изразија незадоволство, иако наспроти сите предизвици со кои се соочуваат, незадоволни од креаторите на политиките кога станува збор за филмот, велат нашиот филм е најдобар амбасадор во светот и најдобро ја представува македонската култура и уметност. Точно, и институциите и самите значи институции веруваат во тоа дека филмот е еден од подобрите амбасадори кој што освен културен и социјален импакт воедно придонесува и економски импакт во државата. Не би се согласила во делот на законска регулатива, значи пошто се брзо напредува и технологијата напредува, па го менува и начинот на производство на филмови, начинот на кој што ги гледаме филмовите и начинот на платформи на кои што треба да ги пласираме. Потребно е во континуитет да се унапредуваат политиките, механизмите постојат. Намалувањето на буџетот, тоа е веќе проактивност која што институционално значи некој ја води, така да верувам дека со заеднички акции и со заеднички цели може на национално ниво повторно да се вратат оние прави патеки во кои што во конкретни периоди кога буџетот беше зголемен, навистина се покажуваше дека беа прилично сите задоволни и беа проактивни. Добро, Даниела Станковска-Плачковска, јас ви благодарам за гостувањето во утринската програма на Телма. Ние ќе продолжиме да зборуваме за филмот и за филмската индустрија со мојот следен соговорник Мими Ѓорговска Илиевска, професорка на Факултетот за драмски уметности, која меѓу другото беше и промотор на оваа ваша книга, промовирана на крајот на мај. Јас ви посакувам натамашен успех во дејноста и некои нови рецепти и совети како да ја зголемиме и нивото на филмска писменост и квалитетот на филмот. Се надевам дека ќе продолжи проактивниот разговор во делот на филмот и филмска писменост и се надевам дека креаторите на политики ќе имаат законодавни, но и незаконодавни иницијативи и некои предвижувања каде што од септември ќе видиме некој нов разигран пристап каде што вмрежено со медиумската писменост и со дигиталната воедно ќе се вклучи филмот. Ви благодарам и на вас. Да. Почитувани, останете со нас. Како што реков, го најавуваме меѓународниот филмски фестивал кој што на 31 јули почнува во Дојран. Куса пауза и продолжуваме, останете со нас.